Завчера започнатиот протест на стотината вработени од најголемиот производител на леп во Прилеп, АД Жито Прилеп, денеска резултираше со сериозен недостиг од леп во градот под Марковите кули. Во речиси сите маркети, каде пред најдолгиот полициски час и великденските празници, редиците од купувачи беа огромни, пред пладнево лебот го немаше во доволни количини. Очекувајќи дека може да се случи ова, работниците од Жито Прилеп вчера по пладнето и покрај започнатиот штрајк одлучиле да се вратат на работа и хуманитарно да го продолжат производството. Меѓутоа наишле на затворена капија, а обезбедувањето не им дозволило да влезат во производствените капацитети, па така денеска Прилеп остана покус за над 35.000 парчиња леп. Заради градов и заради празников Великден ние бевме вчера дојдени за да произведуваме леп. Да оснабдиме градот со лепов, а после празников што ќе правиме, како ќе правиме, тоа е отом потом. Работниците кои денеска чекаа пред заклучената капија сметаат дека заради штрајкот тие биле на некој начин казнети од раководството, бидејќи имале сознание дека навработените од другите две фирми на нивниот газда вчера им била исплатена една од двете заостанати плати и дека по Великден ќе им била исплатена и другата, а додека нив никој не ги ни контактирал. До оваа ситуација е ова постојано раководство, начело со директорката Елизабета Мајсовска. Значи беше повикана да дојде да разговара овде пред вработените да кажи, значи да се изјасни луѓе, ваква е ситуацијата. Дај да работиме, ќе земиме плата, нека кажеш одредена дата да речеш нека биде после празниците. Значи ние на сече се согласиме. Ние ако можеме 2 месеци без пари да издржиме, ќе издржиме и овие денови. Ама таа се направи, нема и глува. Стотината работници немаат земено 2 плати, а со штрајк започнаа во средата. Жито Прилеп постои уште од 1958 година, а од 2004 година е во сопственост на американскиот бизнисмен со прилепско потекло Ѓорѓија Ѓорче Танасовски.